Сакам да ви посочам одредени елементи околу делот на тероризмот и ковид кризата. Имавме ковид кризата, беше некаде 2 години и повеќе, и во тој контекст се стекна некаков си впечаток дека можеби покрај се она што не можевме да функционираме, дека и тероризмот, односно терористите, сите оние кои што имаат екстремистички идеи, сите оние кои што се задоени со некаков си насилен екстремизам, радикализам и така натаму, ќе мируваат. За жал, не мируваат. Постоја неколку типови на фактори кои што на тоа влијаја. Имено, очекувавме во тој контекст да евентуално и тие се исплашат од самата криза што и беше случај, затоа што и тие не се имуни на она што се случува надвор, фактички на онаа пандемија која што постоеше. Интересно е дека и покрај таквите стравови кои што постоеја и за нив лично, меѓутоа и за членовите на нивните семејства, затоа што при таа нивна комуникација, при тие нивни договарања и така натаму би можело да се пренеси некаков си вирус. Сепак постоеше една комуникација помеѓу нив, затоа што ги користат најсовремените технички методи, начини на комуникација, меѓутоа и непосредно комуницирање. Ако се вратиме малку назад, ќе видиме дека и кај нас го имаше сето тоа, во овај контекст што јас го зборувам. Имавме откриено една група, една келија практично, од тројца кои што беа задоени со радикализам, беа радикализирани, припадници на келија од Исламска држава, ИСИЛ, како сакате можеме да ја наречеме, не е никаков проблем тоа што сега во моментов наводно не постои, а практично постои. И таа истата беше баш во Куманово, беше на одредено територија место надвор од градот, каде што истите се обучуваа, дури при нивното апсење, следење по долг временски период и така натаму беше откриено дека располагаат со нешто што не е типично за нашава држава, или да кажам дека првпат се сретнува, тоа се веќе самоубиствени елеци. Тоа покажува дека сите оние модели на тероризмот, се она што го слушаме и го гледаме надвор од нашава држава, практично сме го имале и овде, но ни треба малку повеќе ангажман околу тоа да ние разузнаваме, ги добиваме информациите, ги следиме нивните активности и во оние ситуации кои ќе цениме дека не можеме повеќе да им дозволиме да тие ги прават своите активности, да делуваме на соодветен начин, така да ги гледам тука колегите од специјалната единица, односно антитерористичката сега веќе единица, и драго ми е што ги гледам, се познаваме. Знам дека тие беа вклучени во акцијата и мило ми е што можеме едноставно и да размениме мислење околу тој дел. Што е вториот елемент? Вториот елемент е самата затвореност. Ако се сеќавате, за време на ковид кризата имавме целосна затвореност на градови. Ти кажете во Македонија, во Македонија исто се чувствувавме невкусно, меѓутоа да затворите вие еден Њујорк, да затворите еден Париз, или не знам која светска некоја си дестинација, навистина беше, можеби надвор од умот во еден период кога размислувавме, но ете и тоа се случи да и тие беа затворени. Во таквите услови, навистина беше проблем како да комуницираат и самите терористи помеѓу себе. Поточно, како да остваруваат нивната основна функција, да имаат комуникација, да договараат активности, па крајно и да се вклучени во одредени дејствија, како што се самата подготовка на актот, понатаму тренинзи, едноставно добивање на таа радикализација, поголема форма на радикализација, но повторно ќе кажам дека современите технички достигнувања премногу помогнаа во тој дел и не знам дали сите знаете, меѓутоа постојат одредени страници кои што се постирани на интернет, можеме да ги симнуваме и секој некој што е заинтересиран да добие некакви си дополнителни информации за тоа, прво и основно како може да направи бомба и да искористи бомба, понатаму како може истата да ја активира, како да подготви одреден терен, како да врбува луѓе, како да работи со оружје и така натаму. Сето тоа е благодарение на интернетот кој што премногу се разви и за среќа за нас сите, кои што имаме некакви си мирновременски размисли или евентуално сакаме просперитет во државите, го користиме за да добиеме информации за секојдневното живење, а тие добиваат информации од некоја сосема друга страна. Она што навистина дополнително самата ковид криза до некаде ни даваше впечаток дека едноставно самиот тероризам не постои, е оптовареноста со информациите.
Целовремено ги добивавме информациите во врска со ковид кризата, секој дневно бевме оптоварени со таквите податоци кои што и ни требаа. Навистина беше во функција тоа да се информира колку има заболени, како се пренесува, нели ни беа разноразни тези пласирани дека и преку воздухот и преку водата и така натаму, па потоа ги демантираа таквите изјави, но сето тоа беше и едноставно преокупиран самиот простор, медиумски простор, за да може да се информира и јавноста за тоа какви се терористички активности постојат во светот, затоа што мора да разбереме дека секој дневно во светот има терористички активности. Дали се тие од поголем обем, помал обем, дали тие се со жртви, без жртви, или евентуално имаат некакви сосема поинакви цели кои што задкулисно стојат, тоа навистина би можеле да го елаборираме во некое си подобро време, во време кога ќе имаме доволно простор да одиме од случај до случај и таквите активности да ги разработиме. Она што исто така е проблем во оваа ковид криза е поврзано меѓутоа сепак и со мигрантите. Имавме концентрација, односно поминување на голема група на мигранти и преку нашата територија и преку останатите територии се лоцираа некаде во така наречените либерални, ќе го потребам зборот од почитуваниот професор, либерални демократи кои што мислеа дека мигрантите туку така случајно заминуваат од нивната татковина, поминуваат илјадници километри и се лоцираат во западните држави. Не знам зошто, меѓутоа нивната перцепција беше таква. Кога веќе се почувствува дека имаат проблем со нив, и ден денес го имаат проблемот со нив, затоа што сепак тие едноставно не можат да се аклиматизираат во соодветните услови. Имаат сосема друга агенда на нивното однесување. Не е она што ние го гледаме. Напротив, тие имаат сосема други цели, кои што ќе ги реализираат во одреден период. Сето тоа се поврзува со присуството нивно таму и во условите кога постоеше таа ковид криза, едноставно тие меѓу себе, затоа што беа добар дел од нив поставени во некакви си условни гетоа, да ги наречам, многу е груб зборот, меѓутоа сепак во одредена територија каде што им даваат соодветни услови како на бегалци, додека се реши нивниот статус, дали ќе имаат евентуално ќе добијат азил, нема да добијат азил, имаат можности да ги третираат на сосема поинаков начин, и тие комуницираа меѓу себе и навистина направија одредени групации кои што еве и денес ги имаме, постојат и заплашуваат. Во рамки на тие мигрантски групи кои што доаѓаја, имаше премногу лица кои што беа задоени со радикални, со насилни, екстремистички идеи, многу блиско поврзани со тероризмот, и нивна задача беше дефинитивно да ги поминат сите овие граници, да се етаблираат на одреден простор, точно одреден простор, и таму како замрзнати кели да функционираат се до моментот додека не им дадат сигнал за да можат да превземат соодветна активност. Тоа го имаме, постои. Странските разузнавачки служби сега се оптоварени со таа активност, порано ја немаја тој проблем го немаја до таа мера, сега имаат премногу проблеми. Меѓутоа, верувајте дека поради тоа што повторно нашиот простор сега е пребукиран со украинската криза, со руската криза и така натаму, немаме доволно информации, меѓутоа секој дневно во некоја од западните држави се случуваат терористички акти, се случуваат одредени активности на идентификација на лица кои што се задоени со терористички идеи и едноставно го окупираат тој простор, односно го заплашуваат населението. Што е она што, да кажеме, позитивно во сето тоа? Позитивно е можеби она што на почетокот го споменав, дека при тие затворени услови сепак се намали интензитетот на комуникација помеѓу тие групи. Понатаму, предпоставка е дека во таквите услови многу поголема можност имаат странските служби да работат, затоа што сепак од аспект на другите активности кои што секојдневно ги реализираја, имаја намален интензитет и ќе можеа многу повеќе да ги следат овие терористички активности кои што нив им се приоритет во откривачката функција, во она што би можело да го следат и едноставно да дадат насоки понатаму што би требало да се прави. Тука е нормално она демократска, во наводници, демократска активност, а тоа е следење на комуникациите. Тука, навистина, западните земји превземаат активности, надвор од она што кај нас ни наложуваат, да ние сето тоа го ставиме во одредени законски рамки, дека ние претеравме со користењето на нелегално користење на некакви си следење на комуникациите и така натаму, што не е вистина. Нема држава во светот која што доколку почувствува некаква закана или евентуално некаков си ризик
по безбедноста дека нема да превземе така наречени активности на следење на комуникациите. Меѓутоа, за среќа или за жал, како сакате можеме да го крстиме сето тоа, за среќа е затоа што кај нив поинаков е поставен демократскиот систем и свртено е вниманието на граѓаните кон нивните екзистенцијални потреби, кон фамилијата и така натаму, а ние, нели, мала држава, но и таков ние менталитетот да сакаме све да знаеме и дури да знаеме и нашиот председател кој број на чевли носи, така да ние во тој дух сме воспитани, тие не се така воспитани, не обрнуваат многу внимание колку кај нив се следат. Еве во Шпанија последно избиена афера каде што се следени огромен број на луѓе. Можам да кажам дека процентуално дури премногу во однос на она што кај нас беше. Кај нас нели се бараташе со некоја си бројка од 500.000 па се стигна до 30.000 на крајот. Немаме нити 500 кои што беа следени, меѓутоа беа следени, нелегално беа следени заради остварување на некакви си други интереси, сема оние кои што се потребни за заштита на државата, поточно за заштита на самиот граѓанин. И сето тоа го правеа затоа што немаја останати активности, активностите беа некако замрени поради самата ковид криза и можеа да ги следат нивните активности. Не добивме некои податоци дека тие откриле некакви групи. Како противтежа на ова што го кажав јас за кај нас дека ние откривме Кумановската група, за жал во Австрија, таа нивна група поврзана со ова не успеа да ја откријат и таа имаше веќе извршено и терористички акт, што значи дека можеме да се пофалиме некогаш и со добра откривачка функција, односно со нешто што наистина нашиот разузнавачко безбедносен систем го работи. Тие не успеа да откријат, ние успеавме да ја откриеме групата, не дека е последна група, не дека е лоцирана на одреден простор. Понатаму, враќањето на самите борци, така наречени странски борци, навистина е голем проблем. Меѓутоа овде, јас повеќе пати го имам тоа дискутирано, можеби некогаш звучи банално, но имаме еден голем проблем. Проблем во законското регулирање. Самиот закон ова материја многу интересно е регулиран. Имено, пошто се наоѓам во Куманово, од Куманово имате премногу лица кои што заминаа во странство и кои што се во некакви си, ајде да ги наречеме воени, параполициски или не знам какви групи, ги обслужуваат истите. Сега дали и нив можеме да ги подведеме под ова законско решение. Членот 322а од законот за евентуално служење во странска војска, паравоена и параполициска служба. Ние навистина ги гониме и ги откриваме, поточно ние не ги откриваме, ни ги донесуваат нам како готови откриени од странските служби, ќе ги стават во екстрадиционен притвор и потоа ни ги праќаат нас. Ние сме држава која што, за жал или за среќа, повторно ќе крстам кој како гледа на тоа, ги прифаќаме, репатриација прифаќаме на тие лица. Колегата од Бугарија знаат дека Бугарија си зазеде многу принципиелен став. Секој онај странски борец кој што ќе биде откриен надвор, а треба да се врати во Бугарија, по автоматизам административно му го одземаат државјанството и тој останува апатрид и нема право веќе да се врати во Бугарија. Мислам дека не грешам. И тоа е можеби и добра некаква алатка за да можеме да се бориме со сите оние кои што ги имаме надвор. Ние прифативме репатриација, ни ги донесуваат кај нас, наше е само да ги спроведеме од аеродромот до јавниот обвинител, поучени од искусни адвокати, одат, се договараат со судијата, нели, согласно новелата на Законот за кривична постапка, постои можност самиот јавен обвинител да се договори со нив, затоа што тие ќе кажат ние се каеме, погрешивме, јас таму лупев компири, бев во кујна, не убивав луѓе, а не можеме ние тоа да го докажеме, се изрекуваат минимални казни, година и пол, што воопшто не е проблем за нив тоа да го одслужат, одат во затвор и таму, затоа што ние немаме посебен систем или посебна некаква си програма како да ги дерадикализираме, одат по принципот на расипано јаболко. Тоа е во гајба кога имате јаболка, не може здравите да го направат расипаното јаболко да биде здраво, напротив, расипаното ќе ги расипи и останатите. И по тој принцип имаме класична радикализација во самите затвори, што е недозволиво. Меѓутоа, за жал, од сите овие истражувања што досега ги правев по различни држави, ниту една држава нема некако си унифициран систем на тоа како би требало да се постапува во таквите ситуации. Но, мора да знаеме една работа. Нашиот систем, затворскиот систем, е многу далеку од некакви си стандарди. Кај нас се уште се по тројца, четворица, ако не се и по 10, во затворениот дел се и по 100, во една спална соба, имаат минимални услови,
Меѓутоа, комуникацијата помеѓу нив постои. Тие не можат да ги сепарираат. Тие не можат да ги подвргнат на некакви си програми, за да можеме да работиме на нивна дерадикализација, да ги убедиме, да превземеме некакви си мерки кои што би оделе во функција на тоа тие да го сменат сопственото размислување. И сето тоа во овој период на ковид се интензивира и ние добивме повеќе лица кои што биле надвор. Согласно бројките со кои што се располага, ние не можеме да дадеме вистина реална бројка, затоа што нашата пријавна одјавна служба не функционира, немаме обврска согласно законот ако излегуваме од држава на подолг да се пријавиме, него едноставно заминуваме, ништо посебно не кажуваме, нели со пописот тој проблем го имавме и ние немаме бројка. Обединети нации направи една бројка, ако се сеќавате, претходниот председател излезе со една бројка. Ние од научната фела излеговме со друга бројка, баш бевме на една конференција во Охрид, организирана од колегите од МВР, со бројката околу 150 наши, кои што се идентификувани дека престојуваат. Тука е проблемот и околу таа нивна идентификација, затоа што најчесто имаат по 2 или 3 државјанства и не знаеме во која држава да ги вметнеме практично, дали матична им е Македонија, дали матична им е Косово, матична им е Албанија или матична им е некоја сосема друга држава која што од нашето обкружување, меѓутоа тоа е тоа она што треба доправа да се прави. Се подпираме на она што ќе го кажат странските разузнавачки служби, оние служби за безбедност кои што работат и едноставно ние сме само извршители на санкциите, ако се санкции истите, и тоа го реализираме. Во условите на ковидот, кога и посебни мерки беа во самите затвори, верувајте дека тој интензитет премногу стана голем. Имавме ние Келија 1, Келија 2, Келија 3, имавме 3 случаи каде што идентификувавме класична радикализација, која што оди кон насилен екстремизам, кој што пак води до тероризмот, многу блиску до сето тоа. Ги идентификувавме, пронајдени беа лица кои што агитираа, кои што ги врбуваа, кои што понатаму ширеа, дури имавме и доктор кој што смена и вера за тоа да го прави. Веќе отслужија казна затвор, никакви мерки не беа превземени за нивна дерадикализација и сега ги имаме на слобода. Прво, си ја завршија задачата во затворите, сега надворе завршуваат таа задача во тие услови на ковид криза, поради таа стегнатост и тие услови кои што ги имаја, уште повеќе интензивираа во нивната активност и сега имаме премногу радикализирани лица во затворот, кои што при секое нивно излегување не оставаат да комуницираат со оние што ги радикализирале и проблемите ќе ги имаме дополнително. Тој проблем навистина ќе постои, односно тоа е еден од оние пост-ковид опасности или закани кои што понатаму треба да внимаваме на нив.